Мразам кога луѓето ме шалтерисуваат. Знаете што е шалтерисување? Непотребно препраќање од еден шалтер на друг, на трет, за на крајот да сватите дека тоа што го барате можеле да ви го обезбедат уште на првото место. Затоа и уредниците од Институтот за комуникацијски студии ја создадоа Само прашај. Таму вие поставувате точни прашања, а тие ги упатуваат на точните места. Оттаму и народната поговорка: кој бара рецепта за пита, не скита. Или не останува гладен. Или како беше? Се извинувам, едно прашање, да. За прашања за работничките права, овој пат нема да одиме до државна институција, туку ќе одиме до невладина организација, Хелсиншкиот комитет за човекови права, за да го чуеме одговорот на прашањето на Никола од Штип. Дали работодавецот смее да исплаќа плата пониска од минималната плата? Додиме. Не сме. Минималната нето плата за полно работно време во нашата држава изнесува 14.500 денари, така што секој работодавач кој што исплаќа плата под минималната или пак ги приморува работниците да враќаат дел од платата на рака, тоа представува кривично дело и е казнево согласно кривичниот законник со казна затвор до 1 година. Во сите вакви случаи ги охрабруваме работниците да го пријават случајот во Хелсиншкиот комитет за човекови права или пак веднаш да пријават во Државниот инспекторат за труд. Низ лавиринти од ходници, врати, шалтери, директно до вас. Ви донесовме вредни одговори на дел од вашите прашања, а за останатите, сега веќе знаете каде да се обратите. До следната епизода поставувајте прашања на samopрашај.mk. Чао!